Добре дојдовте во уште едно ново видео, каде што ќе направиме целосна анализа што се случува на пазарот, зошто се случува тоа, каде се движиме понатаму и дали е сега време да паничите. Внимавајте, ако сакате да бидете профитабилни од крипто или од инвестирање на берза воопшто, најважно нешто што треба да го направите е да го истренирате својот ум, својот мајндсет и да не паничите, туку да знаете да размислувате со правилна глава, да знаете кога е време да се паничи, кога е време да се влезе и кога е време да се излезе. Сите информации, сите коцки да ги склопите на едно место, затоа што психологијата е една од најважните работи ако сакате да профитирате од крипто. Па да започнеме. Тука ќе обработиме некои економски податоци кои директно влијаат на самиот маркет и на неговото движење. Ќе направиме целосна анализа на самиот контекст на маркетот и што се случува, ќе зборуваме за некои важни настани и кои се очекувањата од нив и ќе зборуваме за потенцијалното дно на биткоин пред да имаме повторно отскокнување на цената нагоре. Па да одиме со тоа што се случува со пазарот и каде ќе се движиме во наредниот период, а тоа најдобро ќе ни го покажат економските податоци. И тука се поставува прашањето зошто пазарот паѓа. Нормално дека паѓа кога имаме економска војна со тарифи. Соединетите Американски држави, тоест Трамп, штом влезе во канцеларија и ја презеде функцијата, веднаш стави 25% тарифи на увоз од Канада и Мексико, но Канада нормално не седеше мирна и возвратија на истиот начин со 25% тарифи на сите стоки кои се увезуваат од САД. Исто така, Трамп стави 20% тарифи на стоки од Кина и тогаш излезе амбасадорот од Кина и изјави дека Кина нема да отстапи и се спремни за било каква војна со Америка, било да е тоа економска или било каков друг вид војна. Исто така имаме 25% тарифи за метал и алуминиум на цел свет, имаме тарифи на Европа за увоз на автомобили, Канада исто така за автомобили, на Европа и стави 200% тарифи за сите алкохолни пијалоци и така натаму. Но сега се поставува прашањето дали овие сите тарифи ќе бидат реализирани. И тука доаѓаме до еден интересен момент. Внимавајте сега. Она што може да го заклучиме од самите овие тарифи, од целата оваа економска војна, е само повторување на процесот. Ова се случувало од 2016 година, кога Трамп ја презеде Белата куќа, истото се случува и сега. Но тоа не значи дека сите овие тарифи ќе бидат реализирани. Ова го користи само како алатка да има леверидж за подобро да тргува и да прави договори со големите држави, затоа што тоа ја става Америка на некој начин во надредена позиција над другите држави, затоа што ние знаеме дека голем дел од бизнисите кои функционираат, нивните продукти ги продаваат, ги пласираат во Америка, тоа е еден од најголемите пазари. И сега доколку сакаат да пласираат таму, да продолжат да пласираат продукти и да заработуваат од сето тоа, или ќе плаќаат тарифи, или пак ќе направат посебни договори од кои Америка ќе има корист. Но тоа не е единствената причина. Сега доаѓаме до нешто уште поинтересно. Со самите овие тарифи, Трамп го падна целиот маркет, значи внимавајте, не е паднат само криптомаркетот, туку воопшто сите берзи, акции, сите големи компании се речиси на дното. Но што се случува и зошто се случува тоа? Тука имаме еден момент каде што Америка треба да рефинансира дел од својот долг, значи Америка има надворешен долг од 36 трилиони долари, но 7 трилиони треба да ги рефинансираат во наредниве 6 месеци. Сега, како ќе ги рефинансираат тие со високи каматни стапки? Джером Пауел излезе и кажа дека нема да ги намалуваат каматните стапки, но кога имаме ваква нестабилност, ваков пад на берзите и исто така намалена инфлација, внимавајте, намалена инфлација, сето ова може да ги притисне федералните резерви да ги намалат каматните стапки побрзо, со што рефинансирањето на тој долг кој го имаат ќе биде со пониски каматни стапки. Значи сето ова што го гледаме не се случува случајно. Да, краткорочно може би имаме таков ефект, но долгорочно тоа ќе се одрази многу позитивно, а ќе видите понатаму во анализиве што следат. И тука доаѓаме до моментот за каматните стапки. Значи овој пад не започна со тарифите, туку започна со каматните стапки на 18 декември, кога ги намалија од 4,75 на 4,50. Значи беа намалени за 0,25% и логично беше ако овие каматни стапки се намалат, цените да растат. Но што се случи од тогаш? Се случи сосема спротивното. Имавме пад.
Но зошто се случува сега овој пат и зошто започна? Внимавајте, тука доаѓаме до уште еден интересен момент. Како што кажав, ако сакате да бидете профитабилни, треба да ја научите психологијата на берзата и да ги пратите сите макроекономски состојби кои се случуваат во светот. Каматните стапки се намалија, но очекувањата на инвеститорите беа дека во 2025 година ќе имаме дури 4 или 5 намалувања на каматните стапки. А кога ги намалија, кажаа дека во 2025 наместо 4 ќе имаме 1 или 2. Со што се предизвика целосна паника на пазарот, инвеститорите почнаа да излегуваат од самиот маркет, без разлика дали е крипто, дали е акции, ќе видите понатаму дека се страда, не е само криптомаркетот, и со самото тоа имаме константен пад цело време, значи од декември почна со каматните стапки, па потоа инаугурацијата на Трамп и потоа веднаш наредниот ден тарифите и сето тоа значи предизвикува домино ефект. Кога излегуваат големите инвеститори, почнуваат од страф, од паника да излегуваат и малите и цените ги туркаат се подоле и подоле. До кога? Додека не дојде време, одреден момент да прекрши се. Сега, кога сме веќе кај каматните стапки, очекуваме намалување на каматните стапки, но кога? Наредниот петок, на 19 март, имаме состанок повторно одлука за каматните стапки од Федералните резерви, но очекувањата на сите аналитичари се дека нема толку брзо да се намалат каматните стапки. Значи очекуваме на 19 март овие каматни стапки да останат исти, значи да ги паузираат. Но наредниот состанок, кога е во мај, на 7 мај, исто така имаме одлука за каматните стапки и многу е веројатно дека во мај каматните стапки ќе бидат намалени, со што ќе предизвика голем памп на пазарот и на акции и на крипто воопшто. А тоа исто така е проследено со самата инфлација. Минатиот месец беше зголемена, но овој месец, спротивно на очекувањата, што е многу позитивно, е намалена. Значи очекувањата беа дека инфлацијата ќе биде повторно на 3 степени, но е намалена на 2,8. Сега, што ми имаме намалена инфлација и ваква нестабилност на пазарот, тоа може да ги притисне Федералните резерви многу побрзо да ги намалат каматните стапки од очекувањата. И тука доаѓаме до едни од најважните настани и очекувањата од нив. Како што кажав, 19 март имаме Fed meeting, значи тоа е митинг состанок на Федералните резерви или Народна банка во Америка и очекувањата се дека ќе имаме паузирање на каматните стапки. Доколку има намалување, тоа ќе биде бомбастично. Но сепак очекувањата, реални очекувања се дека ќе се паузираат. Но многу е веројатно, како што кажав, да имаме намалување во мај, што може да биде една пресвртница кога ќе видиме значи повторно движење на целиот пазар нагоре и достигнување на нови врвови. Сега се префрламе на самиот контекст на маркетот. Тука имаме интересни податоци. Биткоин за една недела е минус 16%, за еден месец минус 20%, за 3 месеци минус 30%, а алткоините се минус 70, 80, 90, зависно кој како. Но дали е ова чудно? Никако не е чудно, затоа што во изминатите циклуси биткоин неколку пати имал по 30 до 40% корекција. И ова е исто така една од тие корекции кои неизбежно мора да помине пред да земеме сила за да достигнеме нови врвови. Но сега, малку за оние кои се плашат, кои мислат дека криптото е превара, дека криптото е најголема шема, дека се отиде, не знам, по ѓаволите, се падна надоле, а се друго е супер, е стабилно. Тука ќе се префрлиме на S&P 500. Ова е индексот, внимавајте, индексот на 500 најголеми и најуспешни компании во Америка. Тука се наоѓа значи Nvidia, Apple, Tesla, Microsoft, Amazon, Meta и слични на нив. Значи едни од најголемите светски имиња. Индексот на 500 најголеми компании е падна за 10%, или тоа во превод е некаде околу 4 до 5 трилиони. Значи 4 до 5 трилиони има изгубено само сток маркетот, значи маркетот со акции. И ова не е само со крипто. Сега, малку одиме на поединечно ниво да видиме, затоа што многу луѓе мислат дека нивните портфолија се во минус и никогаш нема да се вратат. Ова што го гледате тука е портфолиото на World Liberty Financial. Значи ова е компанијата во која позадина стои Трамп. Внимавајте добро сега.
тие имаат инвестирано околу 339-340 милиони приближно во крипто, од кои најголем дел во Етериум. И моментално нивното портфолио е 120 милиони долари во минус. И од кои најголем дел, како што кажав, Етериум. Околу 93 милиони се минус само на Етериум. А што се случува? Цело време докупуваат. Тоа значи дека сигурно знаат нешто што ние не го знаеме. Но за жал, малите луѓе се плашат и мислат дека крај, ова значи никогаш нема да заврши, дека нон-стоп ќе одиме надоле и ќе ги изгубиме сите пари. Но како што кажав, овие луѓе сигурно знаат нешто што ние не го знаеме и очекуваат нешто понатаму. А тука имаме уште еден интересен податок. Ова се неколку луѓе, неколку од најбогатите луѓе во светов и сите, внимавајте, сите беа присутни на самата инаугурација на Трамп за преседател. Сите беа присутни на тој настан и сите се блиски со Трамп. Тие заедно имаат изгубено преку 220 милиарди долари, значи не милиони, милиарди долари во изминатите 2-3 месеци. Сега, ако овие луѓе изгубиле толку и се уште се со Трамп, се уште работа заедно, што мислите? Дали ова ни укажува дека нешто се случува во позадина, дека повторно ќе имаме ново искачување на цените? Значи тука сега не зборуваме за крипто, зборуваме воопшто за целиот маркет. Или пак крај, заврши се, пропадна цела економија. Како што знаете, еве го на слика во гледате Илон Маск, самиот тој поединечно има изгубено околу 20 милиарди. Нали знаете каква сума е тоа? 20 милиарди долари само за неколку месеци. И повторно соработува со Трамп и еден од неговите најблиски луѓе моментално. Тоа ни укажува само позитивни вести, дека нешто се спрема во позадина и кога ќе се стабилизира се, кога ќе завршат овие тарифни економски војни, кога ќе се стегне економијата, штом се намалат каматните стапки, ќе видиме такво пукање на економијата што можеби не сме го виделе досега. А ова, исто така како потпора, може да го искористиме и S&P 500, внимавајте. Значи, ова што го гледате на левата слика е индексот на S&P 500, што го спомнаме пред малку. 500 најголеми компании во Америка. Ова е историски податок, што се случувало, какви Black Swan негативни настани сме имале во историјата и како после секој таков настан, кога имало голем пад, S&P 500 се враќа се на повисоко и на повисоко ниво. Внимавајте добро и гледајте ја сликата што се случува после секој таков пад. А истото може да го забележите и на десната слика на биткоин. Значи тоа е чартот од биткоин. Гледаме дека како после секоја корекција и тонење надоле достигнуваме нов врв и после секоја корекција нов врв. И сега исто така имаме длабока корекција. Да, се е негативно, се е во паника, но после оваа корекција неизбежно е да достигнеме нови врвови. Но прашањето е дали ние ќе се позиционираме сега или пак ќе влегуваме во FOMO тогаш кога ќе го достигне врвот. И исто така, овде имаме уште еден доказ кој може да ни послужи за тоа што се случува со биткоин. Внимавајте сега, значи не го гледајте чартот со цените, туку гледајте го доле RSI индексот, тоа што го гледате како жолта линија. Последен пат кога се наоѓал под 30, кога беше распродаден, беше август 2023 година, кога од 29 падна на 25.000. Сега, внимавајте добро, од 25 во наредниот период биткоин се искачи на 69.000. Потоа нормално, повторно имавме пат, имавме одредена консолидација, но сега, повторно, RSI индексот се наоѓа во нивото под 30, значи е распродаден на истиот начин како што беше во август 2023 година. И ова ни укажува само на едно, дека ова е одлично време и момент за влез во биткоин, а воопшто и во сите алткоини. И тука доаѓаме до левелите кои ги следиме. Како што кажав, ова анализа е за на подолг рок. Не значи дека ако сега е така, утре одма ќе испукаме биткоин ќе биде 150.000 за 2 дена. Внимавајте, значи краткорочно се уште може да имаме паника и нестабилност на берзата. Се уште постои можноста, како што може да видите, биткоин да се врати до 78, па дури до 70.000 долари. Таа можност се уште не е исклучена, зависно како ќе се одвиваат работите во наредниот период, но како што кажав, понатаму
сигурно очекуваме нови врвови, но сепак овие левели треба да ги имате во глава и да знаете до каде може да се симнеме, да бидете спремни, да не влегувате со цел капитал кој го имате доколку сакате да инвестирате, туку одите со DCA стратегија, значи постепено инвестирајте дел по дел. И тука имаме уште еден левел кој може да биде многу значителен, а тоа е production cost, тоа е цената, тоест чинење за да се произведе еден биткоин. И тоа моментално изнесува околу 56-57 илјади долари. Значи за производство на еден биткоин мајнерите трошат околу 57 илјади долари, што ни укажува дека многу тешко биткоин може да се симне под оваа цена. Затоа што мајнерите за да произведуваат и да копат биткоин мора освен цената што ја трошат дури да имаат и профит. Затоа што ако немаат профит, никој не би го работел тоа и би ослабнала мрежата. А гледаме дека се повеќе и повеќе мајнери се додаваат на мрежата, што го зајакнува самиот биткоин. Сега доаѓаме тука до едно резиме. Како што кажав, дното на биткоин може да го очекуваме некаде околу 70.000 долари, затоа што тоа му е најсилната зона на поддршка каде што имаме акумулација и голем број на нарачки, а 60.000 би било како екстремно ниско ниво според продукцијата, значи чинењето, цената за да се произведе еден биткоин. Значи не може да падне под 60 според овие податоци. Но сепак криптото е волатилно и секогаш имајте во предвид секакво сценарио. Тука ги имаме очекувањата за наредниот период. Значи очекувани се во 2025-та 3 кратење на каматните стапки, како што кажавме, првично беше 1 или 2, но сега се очекуваат 3. Со самиот притисок на Трамп врз федералните резерви, може да имаме 3 па дури и повеќе, што ќе биде екстремно позитивно за самиот крипто пазар и ќе го придвижи нагоре. Сега, уште нешто позитивно, што е постигнување договори за тарифите и економски договори. Како што кажа, значи не значи дека сите овие тарифи кои се наведени и подпишани дека треба да бидат реализирани. Може да се постигнат договори со државите кои имаат тарифи и да постигнат договори кои ќе се применат во пракса со цел да не се реализираат тие тарифи. И тука доаѓаме до нашата стратегија. А стратегијата е следнава: DCA и spot trading. Како што кажав, доколку имате капитал, никако не го инвестирајте цел капитал одеднаш, затоа што може да имаме и дополнителен пад, а и да имаме искачување нагоре. Вие сепак инвестирате дел од вашиот капитал сега и повторно инвестирате на неделно или на месечно ниво и како и да е, кога пазарот ќе се придвижи нагоре, вие повторно ќе бидете во профит. И тука доаѓаме до spot trading. Што значи тоа? Кога капиталот кој сме го акумулирале, пример сме купиле 2, 3, 5, 10 коини без разлика, секој ќе си одлучи кој, значи имате анализи детални за сите коини во што сакате да инвестирате. Кога ќе дојде момент да имаме некаков си врв, сте направиле 100-200% профит, доаѓаме во пад на пазарот, имаме шпекулации, имаме негативни вести, се очекува повторно една голема корекција, тогаш може да продадете дел од тоа што го имате на портфолио, а дел да го оставите доколку продолжи пазарот се движи нагоре, но сепак вие дел од вашиот профит сте го осигурале. И повторно ако има корекција, доле да докупите, пред да имаме повторно придвижување на пазарот нагоре, затоа што тоа оди циклично. Значи секој циклус имаме нормално корекција по повторно искачување, повторно корекција, повторно искачување. Никогаш не може го фатите дното и врвот, но ќе бидете некаде измеѓу и ќе имате одличен профит. Мислам дека овие информации кои ви се дадени, ако ги искористите, ако знаете правилно да размислувате, да се позиционирате со ладна глава, многу ќе ви вредат и ќе искористите да направите профит од крипто. Како што кажав, од се што видовте досега, најважна е тука психологијата, да знаете како да се однесувате во вакви моменти, затоа што кога се е во еуфорија, кога се е зелено, луѓето влегуваат без размислување, во FOMO, продаваат се што имаат само да купат и да докупат. Но кога пазарот ќе отиде 200-300% нагоре, тогаш китовите, големите луѓе кои инвестирале сега, ќе почнат да излегуваат. А вие кои ќе влегувате тогаш на врвот, ќе видите само нивна излезна ликвидност. Затоа, пратете ги сите анализи што ги објавуваме, следете на сите социјални медиуми, следете не во бесплатната Telegram група, доколку сакате приклучете се и на нашата приватна VIP група, каде што имате секој дневно ажурирање врска со пазарот и со самите трендови. И на крај, бидете сигурни
дека ќе направиме одличен профит од крипто, затоа што тоа го нема во ниту една индустрија досега. И сакам да спомнам една реченица на крај: доколку не сте спремни да издржите сега во вакви моменти, не заслужувате ни профит кога се ќе биде добро. Затоа одлучете што ќе правите со себе. Се гледаме во некој наредно видео. Поздрав!